Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Повеќе од очигледно е дека нашите истражувања, нашиот глас не допира се уште онаму каде што е најмногу потребен за дечињата. Нема да полемизираме многу, оставаме на универзумот. Нашето е направено, ги повикуваме институциите и Министерство за здравство, како тоа што го правеше со нас, да со приватна лабораторија, која што е кредитирана по европски закони, покрај тестирањето на водата и храната, да се направи тестирање на воздухот во затворен простор од онаму каде што гледаме инвазија на дечиња кои што имаат веќе одредени здравствени проблеми. Според она што ние сме во контакт, поголемиот број од деца не ја користеле кујната, а вода си носеле од дома. Што значи дека не смееме да останеме пасивни, туку треба да бидеме будни и еднаш за секогаш да дојдеме до заклучок за сето она што ни се спрема зад грб и за сето она што на вистина некој не обраќа никакво внимание на децата и на вистина некој не ги ни почитува. Затоа ја повикувам владата на Република Македонија и премиерот Тино да направат една голема детективска анализа со најповиканите и да се проверат сите оние дечиња кои што преку 150 секојдневно се прифатени во Козле, каде што имаме информации дека на поголемиот број директно им ставаат пумпици, да се анализира воздухот во затворен простор, да се анализира сето она, за да утре не сносиме голема одговорност сите ние како тоа што го правевме од првиот ден на корона, каде што најавувавме и никој не сакаше да преземе никакви инициативи, ни со издржувањето на респираторите, ни од зголемената смртност од истите ни за времето на корона, ни да се истражи што се случува ако се носи маска, да го вдишуваме она што го издишуваме, ни што се случува на организмот ако не користи сонце и витамин Д по природен пат, а тие ни велеа седи дома, не излегувај, и така натаму. Нека биде ова една порака до сите вас, а јас не знам друго, освен да се водам со фактите на терен кои што ги гледам и од она кои што го добиваме во нашите центри, затоа што знаете дека ние сме дале завет пред универзумот, пред Бог, дека додека постојат овие наши центри, додека постојат овие наши солени соби, јас како Владо Павлов за дечиња до 12 години е бесплатно. Значи имаме бесплатни услуги за кои што ако се добро сеќавате, ова што се случува денес го најавивме уште пред месец и половина. Уште еднаш и ќе завршам овде, нема да дебатирам на ова тематика. Дајте да се освестиме, некој не е поголем од нашите деца, некој не е поголем од самите нас, па и да е најголемата мафија која што е поврзана со веледрогериите, која што е најсилна мафија на земјата, која што е мафија посилна и од она наркомафијата и наркокланот, да видиме, да ги согледаме сомнежите на сите нас
кои што ние ви ги доставуваме, имајќи на вистина бдејте над своите деца. Барете, истражувајте дали престојуваат вашите деца во градинки и училишта каде што има вакви прочистувачи на озон, каде што има филтери кои што не се заменуваат и така натаму и така натаму. Бидејќи имунитетот е многу голема работа за сите овие деца. И еднаш за секогаш, дајте каде имаме вина да си ја признаеме, дајте ако го правиме имунитетот, да го правиме имунитетот онака како што треба и сето тоа да го правиме како превентива, а не кога ќе се случи нешто. Ова е мојата порака до сите вас родителите, ова е мојата порака до Министерство за здравство, ова е мојата порака до премиерот Тино и ова е мојата порака до сите кои што сме засегнати и кои што будно ќе следиме ова состојба. Уште еднаш, бидејќи поголемиот број не ја користеле кујната, поголемиот број од децата носеле вода од дома, тогаш не знам за кого се прават тестирањата на оние деца кои што наводно имале стомачен вирус од конзумирање на вода, а не користеле вода и не ја користеле исто така и кујната. По автоматизам, ова значи дека треба да детектираме и да истражуваме, да правиме анализи на нешто друго. Значи, анализите за кои што ние веќе повеќе од месец и пол ја повикуваме владата на Република Македонија, ве повикуваме сите вас, е редно време да правиме и анализа на воздухот во затворен простор. Идентично како тоа што го направи особата од санитарна инспекција од барака број 5, и го заборавам името, нека ми извине, можеби е во пензија, ја избрале така пред пензија, која што тоа го бараше од нашите солени соби. Затоа денес, кога ние можевме да го правиме сето ова и да докажеме дека престојот е како во стерилна лабораторија, така нека ни докажат сега сите институции каде што имаме градинки, училишта, дека и тие имаат воздух во затворен простор, како да е во стерилна лабораторија, со кој што ги гарантираме дека нашите деца нема да имаат одредени здравствени или нуспојави кои што ги се појавуваат во текот на зимскиот период, каде што мојот најголем страв е од стравот на приземјениот озон. И замислете сега, надвор озон, внатре озон преку овие генератори кои што некои ги донирале. Ги повикувам и директорите на училиштата да тие самите си направат анализи, не само кафење да се пијат и да се оговараат едни со други, туку да седнат овие директори и нека си направат анализи колку деца денеска не им се на училиште, дали имаат прочитувачи во ходникот големи, дали имаат помали и какви се тие, и да се бара од санитарна, од секоја општина, да се проверува воздухот во затворениот простор. Ова е поради тоа што наша грижа се децата. И сме инволвирани во овој проблем, будно го следиме, другото останува на вас. Овде, веруете ми, завршувам со ова тематика и ве оставам вие самите родителите будно да си ја следите состојбата на вашите деца, затоа што премногу да налегаме, а вас не ви интересира она што ние го кажуваме, а кога ќе дојде проблемо, барате услуги, тогаш, веруете ми, на нас ни е најтешко. Значи, кога барате услуги, а веќе толку се проблемите нагмацале во поглед на здравието на вашите деца, на нас ни е најтешко.
секако дека не сме одбили ниту еден родител, ниту едно дете бесплатно да има услуги, но ве молам да реагираме превентивно и да гледаме да не дојде до пандемија која што некој може да искористи за вакцинација на децата. Овде ја завршувам ова тематика, оставам на вас. Од Владо Павлов е кажано и превише од она што треба да го кажам. Ова држава има премиер, има Министерство за здравство, има санитарни инспекции. Ако во Министерство за здравство нема лабораторија за истражување на воздухот во затворен простор, има во Штип, како тоа што ние го правивме на приватна иницијатива во солените соби Агапи, а воедно ги повикувам сите санитарни инспекции кои што го правеа тоа со нашите солени соби, да го прават и со другите солени соби, да се бара узрук како воздух се дише во затворените простории на останатите солени соби, во градинките и во училиштата. Ако ова не се преземе, тогаш ние ќе пуштиме дојави до Министерство за здравство, како тоа што пушти дојава кон нас, а нашите сомнежи дека првиот кој што е пуштил дојавата е мајката на Венко Филипче. Од каде што не случајно, ако се вратиме малку поназад во минатото и ако дојдеме до заклучок кој ни ги изеде и кој ни ги откупи здравствените установи, тогаш повеќе од сигурно е дека нешто многу смрди. Ако го се во прашање децата, ако и овде имаме политика, ако и овде имаме секташки организирања, тогаш не треба да живееме никој во Македонија. Не треба никој да живееме во Македонија. Ако и овде се јави политика на ова што се случува денес, наместо сите обединети, без разлика на политичка определеност и без разлика на религиозна, да застанеме во одбрана на децата, бидејќи како што гледате нешто се случува, а ние предупредувавме месец и пол, тогаш навистина не треба да живееме никој во Македонија. Затоа што она што го гледам и од Пулс е многу мизерно, да се мешат политики и да се стават некои си одредени работи кои што врска немаат со она што се случувало. Тотално немат врска. Се води постапка на фирма која што е неважечка, која што не постои. Сето она што ве манипулира порталите и новинарите, а поврзано што било со Пулс, се однесува на класик кафичот на Деко кој што бил во трговскиот центар. И лиценца за кабаре, и за онаму каде што е било затварано поради неиздавање на фискални каси. Нема врска тоа со дискотеката која што не постои. А исто така, УЈП Кочани не може да биде настрана од сите овие случувања, а веќе се води постапка против УЈП Штип, Делчево утре, Виница и така натаму. Јас на мој плеки ги видов сите овие црева. Значи, како се врзани луѓе, тоа е страшна работа. Како се испреплетени. Замислете, јас ги завршувам сите активности. Не сакам да кажам кои се тие лица од УЈП Кочани. А еден ден ќе ги кажам со име и презиме. Се е завршено. Се манипулира со мојата фирма, се чекало на некои албанци од Скопје да им кажеле на УЈП Кочани што ќе правиме со Владо. Со име и презиме. Сите од УЈП ќе бидат споменати за се што се правило. Затоа што стечајна постапка морало да има за ова дискотека. Кој ја водел таа стечајна постапка? Кој правил стечајна маса? Затоа што е блокирана жиросметката. Јас овие работи не ги знаев. Јас воопшто не сум се замарал со овие материјални работи.
Ама со мојот проблем кој што ми го наметна ова секта кочанска, кој што е секаде. Значи од дома кога излезете, секаде е. Соседи, берберини, флизерки, бурекчи и така натаму, додека стигнете, например, од центарот на градот, каде што сум јас, додека да стигнеш да пиеш кафе во пролет, па сигурно преку 100 луѓе ќе ги сретнеш кои што се поврзани со ова секташко движење. Затоа, и ако сега искористиме некои работи и премолчуваме и не застанеме во одбрана на децата, тогаш навистина не треба никој да живееме во Македонија. Тогаш не да има сплечишта, цела Македонија да се сплече, бидејќи навистина ова е толку мизерно да се злоупотребуваат деца, родители, да се уништува се, за да ние денес прилагодиме на некого да истиот тој успее во неговата иницијатива, затоа што сака кога ќе порасне да биде масон, а не знае кутриот што е масон, и истиот тој се доближува и не пита, а едноставно мисле дека е многу битен и дека без нив не се може. Дајте сите заедно да застанеме во одбрана на нашите деца, затоа што навистина царува дрога, царуваат бактерии, царуваат многу работи, и ако ние тоа со Народно собрание не го направиме сите обединети, не може ниту влада, ниту Свети Влада да ни помогне. Тоа ви е идентично како што се е преземено од Владо Павлов, по она што ги барат законите на Република Македонија и се чека да се заврши, и некои си во Ујапа Кочани чекат на албанци од Скопје за Владо Павлов и за неговата фирма. Тие од Скопје албанци повеќе знаат за Вокочани отколку ли нашите вработени во Ујап. Не, нема да ве премолчувам. Сите ќе бидете со име и презиме. И кој е требало да воде стечајната постапка, и кој создава стечајна маса, и дали таа дискотека е постоечка или се води процес на нешто што не постои. И големи молците, нема ги овде никаде новинарите, да разгледат, да видат во Основен суд Довлочани која водел стечајната постапка на ДЕКО за нешто што не постои. А сето она што постои е поврзано со кафичот Класик, кој што се пломбира и каде што е вршено пломбирање поради не издавање на фискални сметки, а не дискотеката. Некој мисле дека со овие фантом фирми и со овие фантом жиросметки и со овие фантом фактори уште ќе прави пари. Не. Како што Владо Павлов е бил чесен кога имал објект во Кочани и кога е работел со Агапи, каде што работел со секако што треба и секој ден му испраќана од УВР Довлочани инспекција, од УЈП инспекција, и не знам од каде ли не. Така треба да работат и со другите и останатите фирми во Кочани. Од овде ги повикувам најилвовираните и сите оние средби, и оние јавувања, и оно што е правено со тимот на Владо Павлов и директорката на УЈП да се вразуме и да преземе иницијативи, бидејќи целосната документација ни стои. Да се преземат иницијативи, да слушаме на телевизија, каде што некој друг градоначалник на друга општина да кажува за Кочани, дека за да успееш во Кочани треба да даваш 500 евра за кафич и 200 евра за пицерија. Треба да си знаете ли што кочанчани.
Но јас не велам дека тоа е класичен рекет како што постојат рекети. Ова е еден друг културен рекет кој што ќе ви го кој што ќе ви го доставам во некое мое друго вклучување во живо. Идентично како културен рекет што го правеле на мене. Рекет кој што се прави за да се избегне плаќањето на ДДВ и на сметка на тоа градоначалник на друга општина ни кажува дека во Кочани капичите плаќале 500 евра, а додека пицериите 200 евра. Да, не е оној рекет од банди кои што беа на времето, затоа што има закон за рекет денес за такви банди, туку овој рекет е културен, преку избегнувањето на ДДВ. Сега, нека се малку размисли премиерот Тино и нека се размислат сите оние кои што ја добиле власта од народот, што значи сето ова и колку се поврзани со сето ова во Кочани. И дали само Кочани така функционира. А ќе зимаме кредити, нема да имаме пари, а пари на црно колку сакате има во Македонија. Ајде, нека се доистражи, нека се увиди, бидејќи сакате да играте со сето оно што го правите против човечанството, сакате да играте со Владо Павлов, знам, ве нервирам, да има како на парчиња ќе ме сечите во Кочани, го осеќам тоа кога се движам, кога пијам кафе, го гледам вашето лицемерие, ама тоа лицемерие, кочанчани мои, не е поради Владо Павлов. Тоа е поради вас, што верувате на некоја културна мафија која што работи на уништување на се во Кочани. Значи, државава има закон за рекет. Таков рекет, било кој да направи, одма ќе се реагира. Но ова е друг рекет, каде што, како што вели друг градоначалник на општина во Македонија за наше Кочани, дека плаќал капич 500 евра, а пицерија 200 евра. И ова е на еден друг начин, како тоа што го правеле со мене, да ме наместат и да ме уништат, поради тоа што сектата има многу активности кои што се поврзани со Владо Павлов, а им требаат. Од овде се извинувам за нешто што објавив кон новиот градоначалник на Кочани, дека тоа му е прва грешка, за Мирче. Синоќ се видов со братот Мирче и тој ми кажа дека му било понудено да биде директор на Водовод, но тој не прифатил и нормално кој би се нафатил да прифатил сето она што и јас го поминав во Водовод Кочани, каде што најдоминантна е ова, како и во другите институции, секта кочанска. Значи се извинувам затоа што му било понудено, а не прифатил, бидејќи за мене, навистина, како кочанец, некој кој што може да биде, тоа е на таа институција, тоа е Мирче, кој што потекнува од фамилија, од татко кој што го градел Кочани и кој што навистина придонесел многу за Кочани како председател на општината или како градоначалник во времето на Југославија. Значи, едно мое извинување, али тоа не значи дека будно не го следиме за маркици, за парцели, каде што се уште гледаме дека некој понатаму си гради на 3 метра до железнички сообраќај, а сите знаете што значи децимел, и сите знаете оние луѓе кои што ќе ги купат тие станови, што и како ќе живеат утре, а утре кога ќе се пушти железничката пруга кон Бугарија, и дали државата дозволува на 2 метра до железничка пруга да имаме стамбен комплекс,
Така да овие фарони кочански малку, но сигурно треба малку да се преиспитат, затоа што и тие имат деца, а Бог е секаде тука околу нас. Уште еднаш, треба да се знае блокираната сметка како завршува, треба да се знае која води стечајната постапка, па јас ги прашувам оние кои што добро знаат за случајот со Агапи во УЈП, тоа е сите знаат, од кои албанци чекале да им дадат докази за Владо Павлов и за Агапи од Скопје. И дали тие албанци од Скопје знаеле повеќе од овие наши сограѓани кои што работат во УЈП. Ако УЈП не се произнесе по ова, јас сите со име и презиме ќе ви ги представам, за да можеше да реагира Централниот регистар од Штип во исто време, и кога ги прашал од УЈП Кочани, тие се ваделе на нешто друго. Ако вие не кажете, јас ќе ги доставам сите не до Централниот регистар Штип, туку до директорката на УЈП во Скопје, за да таа ве праша вас во УЈП Кочани, од кои албанци вие сте чекале за фирмата на Агапи на Владо Павлов. И не може УЈП Кочани да не сноси одговорност за дискотеката која што е неважечка, која што не постои, а јас ќе кажам фантом дискотека на Деко. Не може, не е возможно УЈП да нема никаква одговорност во Кочани за нешто што се случувало на црно цело време и за нешто што имаме на црно со цел град. За да некој друг градоначалник од друга општина ни кажува дека за да постоиш како кафич треба да плаќаш 500 евра рекет, а да постоиш како пицерија 200 евра. Може би тука треба да го барам она кое што е правено со мене, каде што секојдневно се испраќани инспекции додека работеше Агапи, секојдневно се испраќаше УВР до Влочани, секојдневно доваѓаше дотичната особа која што е вмешана со Пулс Весна од општина, и така натаму, да не ги споменувам сите нив, а јас сето ова го дознав затоа што сакав да работам во мојот град, исто како што работам во другите градови, ама тоа ова општина не ми го дозволи, бидејќи барем 1% да го правеа со ова фантом дискотека, сите овие кои што го правеа со Владо Павлов, овие дечиња ќе не беа здрави и живи, и немаше Кочанин да не биде во темнина, и сето оно што го гледаме со родителите кои што се уште не се на себе, и ги разбирам, во почетокот не ги разбирав, но веќе сега ги разбирам затоа што се уште се под силни лекарства за смирување, и нормално во вакви услови треба сите ние да ја помогнеме, а не да ги искористува сектата некаде за да може да истата таа биде спасена, како например најосновно и најпрво од каде што треба да се почне е стечајната постапка која е водел во Основен суд до Влочани. Кој правил стечајна маса? Затоа што ова фирма е неважечка и ова фирма не постои. Ова е фантом фирма. А сето оно што го знаете, што ви го објавуваат новинарите преплатени, се однесува за кафичот Класик на Деко во трговски центар. Тој беше пломбиран поради неиздавање на фискални сметки. Таму се правеле лиценца за кабаре и така натаму. Ако кочанчани им е убаво да живеат со ова културна секта која што е секаде во институциите и да си плаќаат по 500 евра кафич и 200 евра пицерија, нека продолжат, нека уживат, нека си плаќаат. Според мене и моите сомнежи на мојот тим е дека се прави маневризации со ДДВ-то, каде што имаме држава во држава овде во Кочани. И затоа јас ги повлекувам сите мои активности од Кочани
бидејќи не постои друг град во Македонија како што постои во Кочани. Ја шетам цела Македонија, секаде пиеме кафиња, и во Охрид, и во Битола, и во Прилеп, и секаде каде што сме, и во Скопје, секаде се издаваат фискални сметки од Република Македонија. А овие нашиве фискални сметки се некако така не ја бива Кочанчани. Така не ја бива. И затоа некој веруваше дека ќе успее во неговата цел, па сега го слушам јавниот обвинител Борче, нешто кажува што Владо Павлов од првиот ден го кажа дека треба да се прави тестирање на воздух, на вода и на се оно што се случува од Кочани со дискотеката Пулс. Нека ми се љутат Кочанчани, ама извинете ми, како тоа што го правеше Увара Довлочени, како тоа што го правиа сите кон Владо Павлов и кон Агапи Кочани, нека го прави секаде. Ако не, нека дојдат од Скопје, нека тестират, нека пратат, нека нудуват за да видиме што и како е. Затоа што една таква фантом фирма неважечка, со фантом такви фактури, денес е најпочитувана во сектата во Македонија. Најпочитувана. А знаете зошто? Затоа што работела со сектата да го уништат Владо Павлов. Јас ви обеќав дека сите суми и презиме ќе ги имате и ќе ги имате. Ќе ги имате. Не поради друго, поради правдата што ја барат родителите. И јас барам правда, затоа што сум задесен од истата ова секта како и родителите со децата на починатите во Пулс. И јас барам правда. Затоа што сето она и ново што го прави сектата сега, моментално со Владо Павлов во Кочани, пред време ви кажувам, нема да успеете тоа што го правите со моите деца. Еве, пред време ви кажувам, знаете дека е се фингирано, знаете се, јас ви кажувам дека нема да успеете тоа што го правите. Будно ја следам состојбата што се прави со моите деца. И сум настрана. Еве, уште сега ве предупредувам. Ја дирате тенката линија на родител кој што може да издржи се, ама кога ги чепкате неговите деца, тогаш, веруете ми, некои работи многу брзо ќе бидат објавени. Увара Довлочени и сите останати кои што учествувате со уништувањето на младината. Тргнете си ги тие пудлици од моите деца, затоа што ги знаеме сите. Од училиштата, па се до последниот кафич кој што ги трова децата. И го повикувам премиерот Тино да започне прво од Увара Довлочени. Пудлици, тргнете ги раците од моите деца. Ако верувате дека тоа што го правите со моите деца ќе успеете нешто да го отцрнете мојот образ со фингирани сценарии како тоа што го правевте порано. Невидлив сторител, Увара Довлочени испраќа цело комбе полиција, човек некој бил загрозен, ќе бил уништен со фингирани сценарија, како тоа што го правевте со барањето на лична карта. Ја не се кријам. И мене ме демнат службите. Ама и вас ве демнат. Ајде да видиме кој е чист.
Не се кријам јас. И мене ме темнат, и мене ме следат. Ама и сите вас ве следат. И во УВР довлочени, и во УЈП довлочени, и во Основен суд довлочени. Па ајде да видиме сега. И не наоѓам мана што ме демнат службите. Затоа што тоа е нивна работа. И нека ме демнат. Ама покрај мене и вас ве демнат. Ајде да видиме кој е чист. А до ден денес има архива која што се прави и за Владо Павлов, ама и за вас сите што се поврзани со Владо Павлов. Како некој што верува дека ќе биде спасен од Основен суд довлочени, демек од Германија му биле префрлени пари. Не. Пола милион евра судија од Основен суд кочени до 2020 година со некоја шифра по друг основ не се стекнува ни во Германија за да ви бидат тие префрлени пари. Не. Пола милион евра на конто имаме ние судија од Основен суд кочени. Судија кој што и разведува, и уништува фирми, и зима, и уништува фирми, и зима имоти на луѓе. А на конто има пола милион евра. И мене ме следат, ама и вас ве следат сега. И мене ме демнат. Како што еден младич манипулира дека бил демнет. А јас воопшто не се замарам. Затоа што знам што и како доаѓа. Затоа што му знам кармата за се зло, за целото зло што го направил. Да. И мене ме демнат. Ама и вас ве демнат сите што се поврзани со Владо Павлов, со целото сценарио што го правите. И јас не наоѓам мана на службите. Затоа што вие уништивте фирма со плакање на ДДВ, затоа што вие уништивте фирма каде што 5 мина зимаа леп и беа на плата, а застанавте во одбрана на фантом фирма. Вие од сектата Кочанска уништивте фирма која што плаќаше ДДВ и фирма која што имаше 5 мина вработени во интерес на фирма трговец поиденец фантом фирма кој што не постои, во спрега со адвокати, нотари, извршители и судии. Сите испреплетени како црева. Тоа ќе заврши во Кочани. Многу пати умеам да кажам, можеме да разговараме сите ако во животот си направил своја работа и свој бизнис и си печелил 100 евра. Ти во животот не си спечелил ни 1 евро на твој труд и ти си тој што треба да дебатираш. Зато и кажав, ќе се борам. Ќе се борам и по цена на мојот живот. Не ви се плашам, секташи. Ич не ви се плашам. Затоа што државата претходно Југославија, а потоа Македонија ме учила така за Македонија. Затоа што како специјалец сум научен така да се борам. Кога сум можел да одам на чистење на терен, во војна, на 19 години прв пат во Косово, како припадник на елитни специјални единици, можам и денес на 56 години да ви се борам со памет и сум, без употреба на оружје и без употреба на сила. Затоа што најсилната битка на секој од нас, после се што сум поминал во животот, е стрелата, а таа стрела е љубов. Поврзана со Исус, поврзана со Ерос. Затоа што Исус во митологијата, ако го бараме, ќе го најдеме како Ерос.
тој Бог Ерос има света, лак љубов, понесен од истражувањето на минатото од Македонија, понесен од истражувањата што му дава на македонецот Бог, понесен од сето она, дека македонецот никогаш не успеал кога зимал оружје во рака. Од Исус до ден денес имаме 100 неуспешни линдински востанија. Затоа и не сакам да бидам че. Бидејќи че, ако си, сектата ги ти искористи. Како што го искористија че и го убија. А додека и требаше, сите го ласка и правеа херој од него. Затоа локалитетот Лукубија е место каде што почива нашиот цар на царевите и крал на кралевите, Александар III Македонски. Ама таму е душата и телото. Вие можете да го барате, ама тој е воскреснат, тука е. Само вие не го гледате. Не го гледате, македонци. Тука е. И е љубов. И затоа трпите карма. И ке трпите уште повеќе. Бидејќи не го гледате. А мојот македон пат и се ова што го правам за Александар Македонски, кој што е тука. Сакајте, верувајте, сакајте, ич не верувајте, како што умеам јас на мој начин да кажам, посебно вие да бидете видени. Со едно чајче или една топла водичка и само од дома си ги менете шеќињата, седете во трговски и вие сте најбогатите. Да бидете видени. Затоа се вика Лукубија. Затоа што е поврзана со Богот Ерос. И истиот има света, лак љубов. И сега кој убива? Светата лак убија. Светата лак љубов убива. Лук убија. Е понесен од делата на моите предходници, од делата на моите македонски цареви, од сето оно што го имам поминато во животот. Јас го избрав овој начин. Вистина, љубов и правда. А вие правите што сакате. Ама како што мене ме следат службите и ме демнат во секој град, во секој дом, така и вас ве демнат. Како и што на мене ми се, како и моите сметки што ги демнат и вашите сметки. Ги демнат и вашите тендери. Немој да мислите дека вие сте богови. Не. И јас не наоѓам мана ни за претресите, ни за било што се прави со мене, ни во Скопје основно јавно обвинителство што се прави, ни во Кочани. Ама вие наоѓате мана. Не сте научени да ве демнат. Вие сте научени да правите културен рекет, да зимате по 500 евро од кафич, по 200 евро од пицерија во Кочани и да им гарантирате дека нема да плаќат 18% ДДВ. Те плаќат 2%. Нели тие 500 евра рекет, фраери на батерии. Ама ете, батериите ви се трошат на вас во сектата Кочанска. Што ќе правите кога ќе ви се потрошат батериите? Дали сте размислувале што ќе правите кога батериите ќе ви се потрошат? Јас знам што ќе правите. И нека остане моја сладка тајна.
Го завршувам ова моје вклучување во живо со мојата препорака да се проверува воздухот во затворени простори каде што има прочистувачи донирани, независно дали са од некоја амбасада или од Ротари клуб, затоа што по најновите сознанија поголемиот број деца кои што се зафатени не ја користеле кујната и од дома носеле вода. Што значи дека по автоматизам тестирањата за вода и за храна треба да паднат, а треба да се донесе уште нови анализи, а тие се анализи да го тестираме воздухот во затворен простор. Второ, дефинитивно време е да малку поработиме, да се расчешла основен суд до Влочани и да се види каде била и да се види каде се водела стечајната постапка на ДЕКО, затоа што ова што се случува денес се работи на неважечка фирма, значи имаме обвинителен акт на фирма која што не постои, поради тоа што сето она што го знаете за ова дискотека се однесува за Класик во трговскиот центар, кој што беше пломбиран поради неиздавање на фискални каси и кој што е ставен за лиценца за кабаре, и то не е само правено од ДЕКО во Македонија. Вакви случаи имаме многу, кај што треба државата на вистина да се фати за работа, да ги запрче ракавите, бидејќи многу црни пари има во Македонија, а ние македонците имаме кредити, каде што во дадена ситуација треба да завршиме со граѓанска војна, исто како што се случува во Украина, и да дојде некој пола да не биде Албанија, пола да не биде Бугарија. Така да има пари во Македонија, да се превоспитат сите овие работи, како што еден градоначалник на друга општина нели ни кажа, во Кочани се плаќало 500 евра месечно за кафич, а 200 евра за пицерија. Тимот на се македонското обединување кој што секаде е во Македонија со Владо Павлов дојде до сознание дека тие пари се на културен ракет, не оној ракет што го знаете, ќе влеземе, ќе кажеме, ќе ви кршиме, ќе ви лумпуваме, а вие треба да ни платите. Тук ова е класичен културен ракет од институциите кои што се секаде во Кочани со пуштени пипци, кои што им гарантираат, например, според нашите сомнежи е дека нема да плаќате 18% ДДВ, ама ќе плаќате, например, тие 500 евра, кои што ќе ви излегне негде околу 5% да речеме ДДВ. Нека си преземе малку УЈП на државно ниво, имат многу комуникации со тимот на нас, подбација многу, ова морам да го признаам, и еве ја многу повикувам премиерот Тино да се најде каде е грешката и зошто потврли УЈП од највисоко ниво до најниско, за да денес наши УЈП од Кочани нема никаква одговорност за ДЕКО. Значи најпрво и најосновно е да се види која води стечајната постапка и каде се води таа и која е стечајната маса направена за ова дискотека која што е невазечка и која што не постои. Бидејќи ова покренува друга иницијатива, ова покренува друга лавина, а таа друга лавина е следнава. На кого дала налог? На која фирма дала налог УВР до Влочани за претрес? Таа кобна вече. На фирма која што не постои, која што е фантом? Како тоа не го видела УВР до Влочани до кобниот ден кога ни се троват и кога ни се испечени 63 дечиња како во бакарен бик од времето на Молохот. А и од овде, независно што е бил финансиер на ВМРО ДПМН, премиерот Тино, да се расчелка малку повеќе Радко. На кого тој пуштал поплаки во УВР до Влочани, кој што денес неговите адвокати му обекаат дека ќе бил спасен. Ние нема да дозволиме се македонското обединување такво нешто, затоа што сите работи ќе ви ги доставиме. На кого Радко носел поплаки во УВР до Влочани? Против кого?
Бре, Радко Сорос и вахабиста. Против кого? Против некого што не постои, а ти си му дал најпрво одобрение за работа. И второ, се македонското обединување точно знае дека прскалките немат никаква врска, туку има нешто друго. И затоа, некаде каде што не добивме одговор, за сите овие 9 месеца, се, како што денес немаме одговор која води стечајната постапка во основен суд довлочени на ДЕКО, која создал стечајната маса, затоа што после 3 месеца неплаќање и неодблокирање на жиросметката започнува стечајна постапка. А таа стечајна постапка е поврзана со стечајен управник. Кој е стечајниот управник од основен суд довлочени? Второ, кој го направил записникот за противпожарна заштита, кој што морало да помине и кој дал одобрение и која фирма за ПП апарати е ставила печат за дискотеката која што е невазичка денес. И трето, дали ЕВН има ингеренции за напојувањето на електричната енергија во ова дискотека која што е непостоечка. За овие 3 прашања не добивме одговор. Дали ЕВН има ингеренции или има некој друг вид на напојување на електрична енергија? Немаме добиено одговор, освен тоа што знаеме дека ЕВН во Кочани немала ингеренции врз струјата во дискотеката која што е невазичка и која што е непостоечка. Второ, не ни е дадено која фирма за противпожарни апарати мора да даде согласност дека таа фирма ќе е одговорна и ќе биде вметната во записникот за да добие одобрение. И трето, која води стечајната постапка? Кој е стечајниот управник во управниот суд? На овие 3 прашања немаме одговор. Како што верувам утре дека немаме да имаме одговор и за рекето кој што еден друг градоначалник на друга општина во Кочани ни кажа дека 500 евра се земало од кафич, а 200 евра од пицерија. И тука заврши и не ни каже која е таа структура толку голема, толку опасна, поопасна и од Казаностра, Сицилија. А се македонското обединување го знае кој е Дон Вито. И ова моје видео го завршувам уште еднаш со прашање до Радко Сорос и вахабиста, кој што дал одобрение во 2012 после уништувањето на детонатор, на кого испраќал поплаки во УВР довлочени, на која фирма, која таа фирма е неважичка и не постои. И не ја префрлувајте топката од еден на друг. И не се играте пинг-понг со родителите кои што се под дејство на смирувачки таблети. Ќе се разбудат родителите. Кат-тат. Сите имаме деца и внуци. Како што ти славеше пред некој ден у Аминта Зрновци Радко Сорос и вахабиста. Со рацете горе шлакаш за внукот што секој би требало да се радува од неговата фамилија која ќе се роди. Со жива музика, со прасења, се разбира, уживаш. И секој треба да живее и да ужива и нека ви е живо и здраво. Ама како ќе се радувате на вашите деца, треба еден ден Радко Сорос и вахабиста да се ставиш и у тие 63 дечиња кога се родиле, како се родувале нивните баби, нивните дедовци, нивните родители. Како што се радувал и со право се радувал во Аминта Зрновци, со шлакање на раци, со музика, со прасења, со телења и така натаму,
ама барем требало во тој момент и кога ги гледаш родителите, 5 минути да се ставиш во нивна состојба, како тие се радувале, како ти што се радувал пред некој ден во Аминта Зрновци. Како тие се радувале баби и дедовци и родители кога се родиле овие дечиња што денес за мене се херои кои што еден со друг се спасували и се борале. Оние приказки дека некој влегувал 20-30 пати, оставете ги за друг. Затоа што со паѓањето на покривот на толку големо тровење од јаглероден диоксид, сулфурен двуоксид, јаглероден моноксид, цијанов водород, не можеш 5 секунди да издржиш, камоли 30 пати да одеш да излегуваш, па дури на чушка од дискотеката да носиш во здравствен дом Кочани. Ама тоа е некој друг доказ. Се тоа што некој го правеше, кажува нешто друго, дека некој требало да се заштите. Затоа велам, 5 минути барем стај се еднаш, кога тие дечиња се раѓале. Дали се радувале и како се радувале родителите? Дали тие шлакале кога се раѓале, како ти што шлакаше во Аминта Зрновци? И со право. Дали нивните дедовци исто го славеле како ти што славеше пред некој ден во Аминта Зрновци Ратко Сорос и вахабист? И со право се радуваш, нека живо и здраво. На сите нека ни се живи и здрави. Ама верујте ми, за многу брзо време ќе се разбудат родителите од сите онија смирувачки таблети што ги конзумираат. Ќе се разбудат и ќе сватат дека овој човек од првиот ден е со нив. И не бара никаква против услуга. Затоа што е барам правдата. Бидејќи јас сум на исто менгеле како тие родители. Од тебе ставен Ратко Сорос и вахабиста. И одеме до крај, македонци. Со дух, ум и фанатизам за Македонија, за Кочани да биде град на светлината како што бил, затоа што кажав и ќе докажам дека Ерос е богот на љубовта вооружен со лак, а ние имаме во Кочани место кое што се вика Лак убија, а тоа е местото каде што е споменикот од Ноб, кој што е нема ни на буквата од Ноб и кој што е поврзан со љубовта, со Ерос и со сите нас. Затоа што Бог Ерос од моите истражувачки дејности е тој што ја има света лак љубов. И јас така ќе работам и работам веќе со мојата света лак љубов и прифаќам се со љубов и уште еднаш ме демнат службите, знам. Секаде каде што одам. Ама ве демнат и вас. Сите учесници кои што ја правевте хајката против Владо Павлов. Сите вие кои што верувавте дека сте богови. А Бог има само еден. И тој ќе ни суди на сите нас. Ве сакам сите љубов и само љубов. Правдата е мојата основна цел. Додека чука моето срце, додека е мојата глава на мојот труп, ќе се борам за правдата и покрај се што ова секта не сака да ме гледа жив и ужива да ме гледа и да има како парче по парче ќе сече од мене. Ве сакам сите да живее Македонија, Кочани да биде град на светлината и да се докаже вистината.